Проектот Македонија вработува 2 е едногодишен проект, започна во јуни минатата година и ќе заврши овој јуни, поточно на ден 27 јуни. Што значи има отприлика околу месец и половина, помалку од месец и половина до завршување на овој проект и е добра можност да тоа го слушнат компаниите кои што размислуваат да вработат луѓе, дека до 27 јуни оваа година имаат можност да вработат вработени и да во наредните 3, 4, 5 години имаат одредени ослободувања по плаќање на персонален данок на доход или пак придонеси кон пензиско и здравствено осигурување, што значи вработените што ќе ги земат на работа ќе им бидат поевтини, затоа што нема да ги плаќаат за нив придонесите или персоналниот данок зависно од категорија до категорија, бидејќи постојат повеќе категории на главно ранливи категории на лица, меѓу кои што се долгорочно невработени лица, меѓу кои што се повеќе други социјално незгрижени лица и така натаму. Така што до сега само во проектот Македонија вработува 2. Вработени се околу 6700 лица. Имајќи во обзир дека во самиот финиш, на крајот, таков е нашиот менталитет, се на крајот да се остави, се вработуваат најмногу, нема да бидам изненаден ако бројката на крајот дојде некаде 8, 9, можеби и 10.000 вработени. Вкупно 4600 компании досега го искористија оваа можност и вработија 6700 лица. Очекувам дека во последниве месец и пол, до 27 јуни, сигурно уште 2 до 3.000 ќе се вработат, затоа што е од корист на самите фирми. Ки имаат вработен, за кој што нема да плаќаат придонеси или нема да плаќаат персонален данок на доход во еден период од 3, односно 5 години. Така што еве последна информација, односно подсетување за таквите компании да искористат приликата. Нивната шанса е да имаат помали трошоци за вработените, а она што државата сака да го направи е да има помалку невработени, односно повеќе вработени лица. Да подсетам дека заедно со Македонија вработува еден, каде што се вработија речиси 20.000 луѓе, сега сме веќе приближно на 27.000, а верувам дека ќе се доближи бројката до 30.000 луѓе до 27 јуни, кога ќе се земат заедно Македонија вработува еден и Македонија вработува 2. Тоа се едни од нашите проекти со кои што ја намаливме невработеноста. Да подсетам, кога влеговме во владата на 27 август 2006 година, невработеноста беше веројатно највисока во Европа. 38,7% беше невработеноста 2005-2006. Сега таа е околу 23, односно 23% и е на најниско ниво во последните 20 и неколку години. И тоа треба да продолжи, тој тренд треба да продолжи. И јас верувам дека така ќе биде и во иднина, особено затоа што компаниите кои што ги донесовме, особено странските компании, имаат повеќе годишни развојни планови и планови за вработување. Например, некој од нив изгради објект, но планираат во првата година 100 вработувања, во втората веќе уште 300, во третата уште 400. И така натаму, така што само по себе во многу компании е планирано генерирање на нови работни места затоа што се такви нивните развојни планови. Јас очекувам дека оваа бројка од 23 најмалку заради оваа причина, затоа што странските компании и нивните добавувачи имаат потпишани договори и планирани вработувања ќе имаат дополнителни работни места во Македонија, а верувам дека и на друг начин ќе се стимулираат вработувањата.